ние се наоѓаме во пределите на Подгоречка планина. Онака како што е позната помеѓу самите Подгорчани или пак географски кажано се наоѓаме во пределите на планината Јабланица. А целта на ова наша денешна посета е да уште еднаш укажеме и ви ги прекажеме преубавите детали со кои што изобилуваат ова планина. Се разбира, на само неколку минути пешачење од тука, од моја десна страна нагоре, ќе имате можност и тоа да го видите, се наоѓа нашето познато и драгоцено природно богатство, тоа е Подгоречкото езеро, а додека од мојата лева страна на само неколку минути, значи подолу, се наоѓаат Подгоречкото бачило, каде што подгорчани ги имаат изградено своите викенд населби и каде што овој предел го посетуваат во текот на годината. Значи, како што кажам, ние се наоѓаме во некаде еден од највисоките делови на оваа планина. Моментално се наоѓаме на надморска висина од 1910 метра надморска височина. Од самото аудио на видеорепортажа, наша кратка видеорепортажа, ќе го забележите и слабото ветерчето буквално кое што струи низ овие предели тука, и од тие причини дури ние самите не сакавме да го пригушиме тоа ветерче. Значи ќе имате можност да го почувствувате струењето на овој планински, би рекол, воздух моментално низ кој што струи низ овие делови на овие предели на Подгоречката планина. Од самата моја десна страна, колку што можев да забележам и ќе видите и самите, можев да приметам дека дел од екипите на водна заедница веќе работат постојано на реконструкција и санирање на одредени делови од системот за водоснабдување, и се разбира тоа го права заедно во координација со местната самоуправа Подгорци, и таквиот начин на координација, значи стопанисување на водната заедница и координацијата со местната самоуправа доведува до резултат кој што и денес укажува дека навистина населбата Подгорци и покрај тврдењето на одредени невладини организации, ги ставам под наводници невладини организации, подгорчани добиваат високо квалитетна вода која што ниту еднаш последниве години наназад не била доведена во прашање. Тоест квалитетот на ова вода не бил доведен во прашање. Ние ќе имаме можност за кратко да го посетиме и Подгоречкото езеро и уште еднаш да укажеме на фактичката состојба на ова езеро, дека не е како што буквално за жал одредени представници на одредени организации пред неколку дена тврдеа дека Подгоречкото езеро се наоѓа во некаква си не дај Боже хаотична состојба. Тоа ќе имаме можност да докажеме, уште еднаш да негираме и да им укажеме дека подгорчани ја сакаат ова планина, се грижат за неа, не и наштетуваат, и ниту во еден случај, ниту било која невладина организација или пак било кое друго лице, представник на таква организација, не може да ја сака ова Подгоречка планина или овој предел од планината Јабланица повеќе од самите подгорчани. Значи, предлагам за кратко малку да се одморите, оние кои што веќе ја знаат, повеќе ги посетувале овие предели, малце да се подсетат, а оние кои што пак долго време не ги посетиле овие предели, барем да се подсетат на некои си спомени кои што буквално изобилува оваа планина која што сме ги посетувале пред 1, 2, 5 или 10 години. Значи, предлагам уште почитувани, се наоѓаме во самиот дел на Подгоречкото езеро. Значи, ова е буквално она што ќе имате можност да го забележите сега. Самата, значи, фактичка прва состојба на ова езеро кое што секогаш се наоѓало така. Значи, пред да се изгради браната, буквално подгорчани имале можност да се подсетуваат на сета ова положба во која што се наоѓа езерото. Меѓутоа, како што реков, за жал, одредени представници, потенцирам, значи, во повеќе наврати,
стекнува впечаток дека сето она што ќе имате можност ќе видите вие дека во погорните делови каде што се претходно било забележително стоење или што викаат понашки лежење на вода, дека езерото се наоѓало догоре. Значи јас уште дека се наоѓало догоре и дека буквално тогашната состојба со сега ова има доведено во опасност дека езерото било во хаотична состојба. Јас би сакал да потенцирам дека, значи, ова што ќе имате можност да го видите сега, значи, тоа е положба, граница до која што водата се задржува кога буквално браната го задржува како одреден капацитет, како максимум. Она што е другото од повеќе, буквално низ приливниот дел си оди во понатамошниот тек. Меѓутоа, значи, како што кажав уште еднаш, ова е првобитната положба во која што од секогаш Подгоречкото езеро се наоѓало како такво. Значи, во ниту еден случај не е доведена опасноста од негово, не дај Боже, исчезнување. Она што понатаму во разговорите беше потенцирано дека имало зараснати делови, тоа е да, точно се забележува, меѓутоа се забележува на крајот од истекот на поранешната граница на Подгоречкото езеро. Тоа се, да речеме, делови кои што буквално се зараснати кога поголемата количина на вода се повлекла и истекла влегла уствари во системот за снабдување или за водоснабдување или наводнување и сега со намалување на површината нормално и природата да го прави своето, тоест да се појавуваат такви одредени делови кои што буквално за жал изгледало како не дај Боже да има одредени неприродни наслаги во самото езеро. Значи, како што забележувате, доколку имаше таква состојба на природни наслаги во овие делови тука, тогаш можеше навистина да се зборува дека е доведена опасноста од исчезнување и намалување на количината на вода на Подгоречкото езеро. Во овој случај се докажува спротивното дека тоа не е, а обично наслагите, таквите наслаги или растенија, како сакате кажете, ги излегуваат во делови кога буквално еден период се наоѓала водата, па потоа се повлекла. Она што понатаму можам да го потврдам во нашите разговори со представници на местната самоуправа пред да дојдеме тука, ни рекоа дека во поскоро време превземаа соодветни активности преку кои што и тие делови каде што буквално се собира поголемата количина на вода кога значи имаме поголема количина и кога се зголемува ефикасноста на улогата на браната да ја задржува водата, за таквите делови, значи од растенија како што се имате може да забележите, наскоро ќе бидат отстранети и тие буквално во ниту еден случај и кога би биле присутни не ја доведуваат опасноста од не дај Боже исчезнување на ова езеро или пак доведување во опасност на снабдување на граѓаните на населба подруци со вода. Значи уште еднаш потенцирам, накратко ќе имате можност да ја забележите и сите она ситуација на Подгоречкото езеро и сите оние кои што буквално порано се сеќавале на тоа, ќе забележат дека буквално Подгоречкото езеро се исто онафо како што го памтат и како порано, а не за жал како што некои сакаат да го прикажат како такво. Уште еднаш потенцирам, овие горните делови кои што ќе имате можност да ги видите и тие, значи тоа се граничните делови кога езерото има поголема количина на вода и наместо таа да се троши нерационално, значи да излегува надвор од своите граници па да формира одредени бари во пределите и да не се користи водата, таа количина на вода, дали е од дожд, од снег или од било што или од нашите подгорчени што велат од црни извори, се задржува во браната и нормално е дека во таквите високи предели како што каде што се задржува водата да остануваат одредени белези од такво присуство. Значи во неколку минути ви предлагам уште еднаш, значи да кажам, одблиску да се запознаете со нашето Подгоречко езеро, нашето богатство кое што од секога сме го ценеле, сме го чувале и ќе продолжиме да го чуваме и пак како и во повеќе наврати да кажам дека ниту било која една организација невладина, владина, ниту било кој политичар, представник или било што не може да го сака Подгоречко езеро. Подгоречката планина, уствари јато и географски ќе кажам, планината Јабланица повеќе од самите подгорчани. Она што некој буквално сака да го прикаже како погрешно, тоест буквално нека остане кај.
сега тука се наоѓаме во делот буквално кој што еве сега во овој период имаме пристап. Значи пристап да газиме на ова површина, иако чувствуваме дека е малку блатњава и мека, и тоа се пред се од причини што во пролетниот период, зависно се разбира од снегот, а го има нон-стоп, и од падавините на дожд, овај дел буквално е недостапен. Значи тоа значи дека она каде што сме сега ние нема ни можност да помислиме дека можеме да пристапиме. Тоа значи дека сиот овај дел колку што гледам јас по пределиви како што се движи по теренов на овај простор, некаде би дошло некаде преку метро и плюс од мојата висина, значи околу 2 метра плюс да имаме површина вода над мене. Значи ја имав таа можност да видам и како изгледа сега овај дел, да се биде во овој период тука, а иншалла да бидеме здрави и живи, тоа напролет ќе имаме можност да го регистрираме дека буквално овај простор ќе биде незамислив да се биде до него, освен со, се разбира, гумено кајче или пак некакво друго пловно средство. Значи, после посетата на Подгоречко езеро, стигнавме тука во делот на Тишкинес. Овде моментално аџијата Рача, како што го викаат, ни вети дека на заминување ќе ни подготви еден специјалитет. Сега за каков специјалитет наскоро тој ќе ни открие. Се надевам дека ќе станува збор за некаков природен специјалитет од кој што буквално ќе бидеме изненадени, како што рече, иако малку ни е прегласен, го слушаме доваму, повеќе се слуша тој отколку јас. Ама како и да е, значи, ќе имаме можност да ви прикажеме дел од амбиентот и се разбира да видиме што ни е подготвено како дел од ова наша кратка репортажа. Бидејќи, како што реков пред малку, имавте можност да видите како изгледаше делот Подгоречката планина или географски, како што рековме, планината Јабланица. Потоа имавме посета на Подгоречкото езеро, каде што имавте можност да видите во која моментално состојба е, а сега од тука ќе имаме можност малку да ги вкусиме јадењата на аџиева, да видиме што ни подготвил за овој период додека пристигна заедно тука со нас и да видиме какво ќе биде неговото гостопримство. Еве после посетата, значи, како што рековме, на Подгоречко езеро и делот пределите на Подгоречка планина или пак, како сакате кажете, како што е кај нас познато географски, ете, планината Јабланица. Се наоѓаме, оствари би рекол дека на некој начин сме гости во домот на Аџи Раман. Ова негова викендица тука, малце ќе имате можност да видите како изгледа. Малце ќе поразговараме со него, ќе ни каже најпрво, пошто сме доста гладни,
да ни каже кој е неговиот специјалитет и што ни подготвил како ево негов специјалитет чисто од природа и нешто подетално малце ќе поразговараме кога всушност ова прекрасна викендичка би рекол ја има изградено и како е изградил. Селам алейкум, Аджи Раман. Селам рахметуллах. Добро дојдовте. Фала, добро ве најдовте, сакам да ни кажете што ни спремавте за вака кој специјалитет ваш. Па ево вака, не су некој специјалиста за кување, ама од на работа, како работевме по Словенија по печалба, имам фалено малку овдека во тепцијата прво, зедовме карфиол, тазе карфиол, малу кромит, малу моркови, малу варгањ прва класа, малу шаторка и така ги засоливме од прилика, малу вегета, малу соль, без никаква вода, само со мијење тие. Све природно и халал. Све природно и халал. И ево сега малку месо ќе му додаме, пошто поќе души сме, и така да не најте ова едно седом некој помалу ќе, некој поќе, а помалу ја да. Нека имат малу. И ви благодарам што дојдовте многу. Ништо, благодарам и вас. Ви се захвалва што вака самоте јам уредно ги имате дотерано местенце во вака. Кога ви изградивте ова викендица вака? Ова викендица изградивме уште пред 3 години, што значи сега сме 2015-та, 2012-та, 2012-та, а ја градив сам, камен по камен, така, приколка по приколка со приколката. И сам ја изградив полека, имав помош за темелите, за цирклажот и за кровот имав од браќава. Да, сам може некој работи. А иначе други работи све ги изведував сам. Од текот на неделата месецот нон-стоп сте тука, ми рековте дека и вечерва ќе преспиете овде. Ќе преспиеме вечерва и утре можете и многу ми е мило вака кога ќе најдат гости, па присилно доли викам да попиеме кафе некојаш детски. Да не испадне да идеме често па после да речиш и пак не тераме добре, дојдени се гостите редовно. Редовно се бродени. Добро, ај ќе провериме следниот пат. Иншалла, проверите, понесите некој други што не е виден. Иначе па нека дојде нека погледа малку. Прашам друго, да не изгрешам во подготовката. Каде ви е повод да се реласирате? Село или ке нас овде? Не, ја кога би можел малу внуците ме влечат надолу да појда, би седал овдека и повише, долу би седал може 2 дена, би седал и другите дена би ги седал овдека. И само ради внуците што не можат да седат и сега овие месеци идет малку ладни и треба да се гори тога, на децата не може да поднесат ладно. Ќе се загрите, ова е уба, изработаја пошто убо имаме и стилопод 20 килски имаме, не бегат. И фасада имаме. Фасада внатре, да ти не бегат и така. Подот е исто многу убо изграден со стиропол, па бродски пот е и така топло е доста. Проблеми некој нема посебно. Нема никакви проблеми. Сега друго би ја прашал малце, знаете посетава наша овде беше во врска со некои издруженија таму веќе има некоја информација дека планината не е во хаотична состојба, дека езерото не е во хаотична состојба. Ние пред малку имавме можност да го посетиме од Горечкото езеро и го знаеме дека буквално не е таква сликата како што за жал некој ја прикажува дека е. Би сакал едно кратко ваше видување. Дали мислите дека Подгорчани ишчетат на ова наша планина, би рекол? Ја пошто глобала. Ја пошто су овдека најприсутен си, скоро со овчарите су присутен. Ние планината и ја заштитуваме, така речено, што не може никој да ја заштити да ја чуват, колку некој да други да би ја чувал. Накратко би ви рекол јас, без увреда, дали би можел ти да ја чуваш колиба моја колку мене? Секој случај така е, да. По кој не се вие што може први или втори, не? Не случајно ја нагласва дека како што сакаат Подгорчани, не може никој да дојде. Не. Има Не може никој. проблемчиња од поединци, за жал, иншалла како што вика ќе дојде време и ќе се сведе. Не, иншалла тие проблеми да се средат, пошто ние планинава не ја даваме, ние сме некои в планина родени да ми извиниш вака. Планината е наша. Планината немој да игра секој како што сака. Ние чуваме планината и ја сакаме планината. Викам право, ја би прекинал со разговоров малце тука да ви се заблагодарам што навистина на гостопримство вака. Фала многу. Да не ви изгрешам во едното, пошто сме гладни многу. Сега ќе оправаме специјалитетот. Ќе видите како специјалитет, овој специјалитет нема ретко го можат да го спремат. Ова е ваш, Ова е мој специјалитет.
Пошто кував ја работа в странство и Швајцарија и на работа во Словенија, ја му припремав на друштвото на екипата и така се научив да кувам. И многу уште други специјалитети, не по рецепт, него од само у конака. Некој гледав надвори печурки веќе подготвен. Направи, овде има печурки, се заборави да ги кажам, овде има, реков, има печурки. Да подсетам да не заборав. Не заборав, имат варган имат и шаторка имат. А сега гледам доседи и овчарка, овчарката е многу укусна за ова. Ама нажалост ќе јадењето е скоро, ево како што гледате, готово, припремано е. Заедно 10-15 минути има треба да јајме и јадењето е готово. Колку се едно парвиче што ви кажам. Мора парвиче. Океј, Јаран, фала, благодарам многу за коментарите, малку ќе направиме некој видео материјалче вака околу ова што и ќе надам од друга седба ќе видиме повторно заедно со вас. И ева ви благодарам многу и повелете пак. Благодарам. Почитувани евене сега и во надворешниот дел, значи Аџи Раман ни подготвеше некој специјалитет негов таму. Така. Сега Исмен ни е тука да ни каже што ни припрема, тој гледам некој специјалитет, значи све од природа има. Сега вака, овде имаме три варсти на печурка. Која е неотровна, кажем, да не сгреша случајно. Не, ова ти е, ево вака подобро од ова помладава. Ова ти е овшарка или шампињонка, така речено. Ова ти е неотровна, значи што ми е кафена. А отровна имаме? Има ти отровна ако е бела. Не, а имаме овде отровна. Овде немаме отровна, скраја да е, немаме тие. Ми имаме све на печурки кои 100% значи знаеме. Сме сигурни дека се зајави. Значи да не се мислиме. Нема мислење никако. Ова е шампињонка, значи. Ова ти е значи најдобрата печурка што е значи во сиве варвот. Значи на печурките. Ова е спремана на жар директно, е печена. Ова беше доста голема, а после се бери во печењето директно на жар ова, значи измиена, значи убаво, очистена, халал. Посолена, халал, посолена. Да, исклучиво. И во жар така, знаеш колку, значи ко старите се печели нека директно на жари, ево видиш. Можеме да пробаме. И сега жарта мој да се пробате, видите колку е Според вас укусна. која е најубава од печурките сега? Па најубава ти е варгањот, после ти иде ова печурка, само со ова печурка треба многу да се пази, затоа што имаме една слична на неја, што е, здола е таа бела, значи бела е, и таа е, значи смртоносна, така речено. Од неја се умират. Се умират. Да. Ова ти е, види, значи ова ти е, значи овчарка, така речено, значи овчарка или шампињонка, значи ова ти е Добро, и се да пробаме. да. А ова ти е, ево имаме чадорка, исто. Ова ти е чадорка, само млада е ова, исто. Чадорка исто е добра ова за печење на жар. Значи да се печи ти е многу добра. Додавате нешто внатре во нив? Ништо, само соль, така речено соль, и се измие тубо со соль. Ево сега ќе пробаме. Ево, значи да видите, значи стварно е како джигер некој или месо, значи. Така многу е укусна да јадем. Значи ништо нема, само соли. Да не се прејаде. Не. Имаме доста иначе овде сега. Ако ви се бендисат, ќе направиме друга тура. Не, но видиме, пошто и Аџиева нешто има спремано таму, Имате, само викат добро, Аџијата. луѓе, во мисле за 20 души. Да, тој мисля ако за свадба гледаме направено. За свадба не треба направено. За демешат изгледа многу укусно ќе би тоа. Нека дојде сега да ве коригира. Да. Ево вака. Тој прв да проба. Да проба, да. Ево видиш. Ево. Ова ти е иначе скроз. Не е отровна, си речете војно. Не е отровна? Не е отровна, Значи, алал. Или полоса ќе кажам. Алал и заклана е. Ајде мој да се проба, Ево слободно. Значи, а куварот значи паро треба да проба за да Ево почитувани ова печурка, значи варган беше така. Варган. Оставаме на доверба на Аџи Исмаил. Сега дали е отровно или не, или изгреши, или тој ќе ни каже подоцна, ама се надевам дека нема да е така. Не. Многу укусно да мене не победи по јадењето. Така? Укусна е. Сега вика да не го победиме во јадењето. Добро се негото повеќе да има на стоварци на печурки. Босански лунец на Македонски лунец. Македонско-планински лунец. Мојти планински да се режи, не? Значи се имате планински. Само со око и ќе се даја и само не го видиш. Ајди го. Само карво, али немаат карво, ништо.
Kako kilo karmov natре ima, bismillahi. Kje je mesото, брат, ова згора што е Ова е фалено? теја црвено, тоа е месо. Ама што е мелено? Мелено месо, мелено Што месо. вака, значи стигнавме до вашиот специјалитет, кажуваме. Вака сега малку ни е жежок, ама ќе почекаме да остане некој што е главен побар го јај за упење. И така. Сега кажи ни што, ево, преска мене ми кажавте што савивте натре. Да. Сега овдека малце да ни кажете, ако е ваш овој специјалитет, како уноси наслов? Името. Моје речено, викање ова мусака, иначе е ова од прилика правено, не е некој специјалитет по книги, по рецепти, пошто доста имам кувано на работа и така имам измешано поче работе и ќе пробате и изволите пробате, видите дека доста укусно е. Доста души што имат јадено тука и доста и го таквите јадењето го фалат, дека многу добро е. И се ќе пробате и вие, ќе видите какво е, па ќе ви кажам. Се састои од печурка, варгањ, шаторка, имат кромид внатре, имат морков внатре, имат месо млено, имат кромпир, сол, вегета и масло, значи за чинато. И прво се прави над шпоретот згора, малку време. Ова едно известно време видов дека е доволно скоро компирот скубан, пошто не може добро да се направи во релната внатре. И го кладам во релната така да се потпечи месото. И можете да пробате сега, изволите, па ќе видите Ова е како еден лонец, така? Еден Само лонец. наместо босански подгоречки лонец. Подгоречки лонец или мусака речено. Лонец, мусака. Добра, за крај фала уште едно за вашето гостопримство, како и на поканата на вашите пријатели и браќа што не покани денеска малце да видиме во пределот на Подгоречкава планина. Се надевам дека вакви дружини ќе имаме и во иднина. Ако нешто ви имате да им препорачате на вашите сограѓани во врска, нашата тема денеска беше токму планината Јабланица и некои информации што се ширеа околу тоа, ама затоа разговаравме, не би сакал да биде на еден. Како да е пријатно ви на сите, а и мене и така. Ај бојунте. И што вика на крај, Ала да ве наради сите за она што ни во најиншала сите. Тебе ишала сите. И да имаме ишала поче средби вакви. Иншала. И ко што